Од август минатата година во Гевгелија се спроведува проектот Гевгелија Велоград во реализација на Амада Дичопанов од Гевгелија, се со цел да се подигне јавната свест кај гевгеличани за користењето на велосипедите како превозно средство за секојдневни потреби и да се искористат сите оние природни убавини или можности кои што ги нуди овој град во југот од нашава земја. Во ова наше јавување разговараме со Виктор Гавровски, секретар на Амада Дичопанов од Гевгелија, за да дознаеме што всушност представува овој проект, докаде е неговата реализација. Во најавата реков, стартувавте со реализација во август, докаде е реализацијата на овој проект? Да. Најпрво благодарам на можноста да ја запознаеме по широката јавност со нашиот проект кој го работиме, значи Гевгелија Велоград. Тоа е проект во рамки на програмата за локална демократија во рамките на РЕЛОА 2, која е финансирано од Европската унија, а се спроведува преку програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Гевгелија Велоград е, како што кажавте, проект за подигање на свеста на граѓаните за користење на велосипеди. Значи, со него ги промовираме интересите на велосипедистите, нели, и ги застапуваме нивните интереси. Проектот, како што кажавте, го отпочнавме со оперативни работи веќе од август минатата година и значи сите тие активности течат и до ден денес, а на крајот од целиот проект значи ќе завршат со еден спортски настан од надпреварувачки карактер, значи Гевгелијски велоатлон. Во меѓувреме со проектот се предвидени доста активности. Значи, тоа е мислам, се предвидени да се направат, односно се направени веќе работилници за велосипедизам во основните школи во општина Гевгелија, работилница во средно општинскиот училишен центар Јосиф Исуски во Гевгелија. Направен е видеоспот за подигање на свеста на граѓаните за користење на велосипеди. Направен е 3D анимиран спот со кој на граѓаните, односно на младата популација, го пренесуваме настанот од спортски карактер што треба да се случи. Исто така издадовме една интересна брошура, прирачник за добри практики од областа на велосипедизмот, во која уфативме добри практики за велосипедизам и како е решена инфраструктурата и како се придава внимание во Европа за велосипедистите. Значи, добри практики од повеќе европски земји и градови, понатаму од Западен Балкан, меѓутоа имаме примери како тоа се решава и во некои градови во Македонија. Така да прирачникот е добар пример за тоа, нели, како ние во иднина треба да работиме и да создаваме услови за да го подигнеме нивото на велосипедизмот во не само во општина Гевгелија, туку и генерално во Македонија. Овие беа дел од меките компоненти кои што ги реализиравте, но имаше и еден инфраструктурен проект, ако така можам да се изразам, тоа е изградбата на велопатеката или офроад велопатека кој што е над Негорски минерални бањи на местноста Корија. 4750 метри е ова велопатека, на која што на почетокот на идниот месец, на 7 мај, ќе има и велоатлон во Гевгелија. Да, значи проектот е така замислен да реализираме еден спортски настан од надпреварувачки карактер. Значи, кога го правевме проектот, односно кога се јавивме на повикот на општина Гевгелија и на UNDP за реализација на такви проекти, значи моравме да задоволиме одредени услови во повикот, а тоа беше спорт, млади, сообраќај, создавање на здрави животни навики. Од тука излезе и самата идеја, нели, за покрај другото што го набројав, нели, во самиот проект Гевгелија Велоград, да направиме еден спортски настан кој во иднина треба да биде традиционален спортски настан. Значи, со самото тоа што благодарение на овој проект го формиравме и локалниот велосипедски клуб Гевгелија Точа клуб, значи кој во иднина ќе треба да ги преземе сите активности околу реализација на идните гевгелијски велоатлони.
Што направивме во тој дел? Веќе оформивме, трасиравме една патека, офроуд, значи патека за возење на велосипед, која е со вкупна должина, како што кажавте, од 4750 метри. И она, значи, во самиот тој спортски настан, значи нема да има само возење на велосипед, туку тој обединува уште две дисциплини, а тоа е трчање и совладување на пешадиски препреки. Што значи најпрво се вози велосипед, се доаѓа до одредена дестинација каде што се остава велосипедот, после се трча, се совладуваат препреките, повторно се трча, се зема велосипедот кај што сте го оставиле и повторно се вози кон самата цел. Така да веќе таа патека е трасирана, веќе е обележена со соодветни знаци како велосипедска офроуд патека и деновиве, значи од вчера се отпочнати активностите за поставување на пешадиските препреки, односно препреките кои надпреварувачите ќе имаат можност да ги совладуваат за време на надпреварот, со што би се оформила таа велосипедска офроуд патека, значи. Да. Господин Гаврилски, нова патека предпоставам нема да биде само за спортски настани, туку ќе може да ја користат и гевгеличани, но и сите кои што ја посетуваат со оглед дека местоположбата е идеална, боровата шума е тука, ќе успеете, мислам, предпоставам дека не е само за велосипедизам, туку и за рекреација. Не. Значи, патеката која трасиравме е на идеална позиција, може да кажам. Тука е многу блиско и градот Гевгелија, населените места Мрзенци и Негорци. Значи, таа е, да кажеме, во многу голема близина на Гевгелија и значи нема да се користи само од страна на велосипедистите. Значи тука сите рекреативци, сите добронамерници кои сакат да пешачат, кои ќе сакат да трчат по неа и така натаму, ќе може да ја користат таа патека заради тоа што таа ќе ги овозможува, значи, тие услови. Значи возење на велосипед, трчање, совладување на препреки и така натаму. Веќе има голем интерес за неа, не само од рекреативци и граѓани, туку да кажем и од атлетскиот клуб кој во Гевгелија кој исто така најавија неизино користење на патеката. Со оглед дека не слуша цела држава, дали само за гевгеличани ќе биде овој надпревар или пак може да се пријават и велосипедисти, атлетичари и од Струмица, Кавадарци, Велес, Скопје, како ви е замислен овој велотлон? Надпреварот прв пат ќе се организира оваа година согласно проектот, меѓутоа, како што кажав, тоа ќе треба да се одржува секоја година. Значи не е наменет само за гевгеличани, туку повикот на нашата страница amadagevgelia.mk е фактички до сите оние граѓани кои исполнуваат одредени услови според правилникот, а тоа да бидат на 14 годишна возраст, значи тие што ќе се пријават од 14, тие што сте малолетни, значи ќе треба да имате согласно од родител, меѓутоа надпреварот е отворен за сите. Значи веќе имаме туку речи 50% од пријавите што се пристигнати за учество на надпревар не се од Гевгелија, туку се од туку речи од сите градови од Македонија. Значи имаме од Скопје, од Битола, од Прилеп, од Штип, од Свети Николе, од Велес, Кавадарци, од сите наши општини бивши од општина Гевгелија и така натаму, така да претпоставам дека и ова ќе победи интереси кај струмичани, нели, и они да се пријават на самиот надпревар, така да патеката ќе биде отворена не само за надпреварот, туку и во иднина, значи да ја користат сите рекреативци и добронамерници. И ова истата да биде дел од туристичката понуда, предпоставам, и на Гевгелија. Гевгеличани велат, Гевгелија е рамна како тепсија и може да се користи од било која дестинација велосипедот како превозно средство. Каква е велокултурата во Гевгелија? Иако тврдам и сметам дека е еден од градовите каде што граѓаните најчесто го користат велосипедот како превозно средство. Што е потребно за воиднина за да помасовно се користи? Значи, тоа што го кажавте е точно. Гевгелија ги има сите компаративни предности за разлика од некои други градови за зголемено користење на велосипед. Значи Гевгелија е равен град, значи равничарско место, климата доста погодува, значи може во текот на целата година да се вози велосипед, така да ги имаме сите предуслови за користење на велосипед. И тоа е точно дека во Гевгелија луѓето многу користат велосипед. Значи, ако дојдете во Гевгелија, застанете на плоштадот, ќе видите дека
луѓето за дневните потреби и така натаму, нели, си ги вршат со велосипед. Дури сега, нели, кога го промовираме фактички проектот за подигање на свеста, придонесуваме за тоа да и во иднина, значи тоа да стане помасовно, заради тоа што самите стандарди кои во рамките на општеството наложуваат употреба на автомобили кои, нели, на некој начин го окупираат просторот за, нели, за самите граѓани, за пешачење, за возење за велосипед, така да одредени работи и потреби граѓаните во Гевгелија може да ги завршат и побрзо неголи ако користат автомобил, заради тоа што, нели, паркирањето стана тесно од употреба на автомобили, така да на некој начин тоа е тоа. Веќе во рамките на проектот ги детектиравме и сите оние институции кои на некој начин немаат и оние институции кои имаат поставени таква инфраструктура, нели, велосипедски паркинг рампи, и со проектот исто така ќе помогнеме, ќе донираме и одреден број на велосипедски паркинг рампи за оние места каде, например, во градот ги нема, што не значи дека и во иднина тоа нема да се прави, за да може, нели, да се создаваат повеќе услови за користење на велосипед. И навики би рекол. Гаровски, ти благодарам на оваа интервју и многу успех во реализацијата на Гевгелискиот велоатлон, кој што годинава за прв пат ќе биде. Благодарам и на вас. Така. А само подсетување, почитувани гледачи, дека на 7 мај во Гевгели ќе се одржи првиот Гевгелиски велоатлон на патека, офроад патека, долга околу 4750 метри, каде што сите заинтересирани ќе можат да учествуваат и да се надпреваруваат со велосипед, со трчање, но исто со водување на одредени препреки, а ова локација, која што е над Негорски бањи, би требало да биде дел и од туристичката понуда на Гевгелија.